Почитувани гледачи, денес по лежерно интервју ќе разговараме за тоа како да го подобриме нашиот начин на живот, а тоа можеме да го направиме со помош на физикалната терапија. Денес со таа цел дојдовме во посета на еден млад дипломиран физиотерапевт во неговиот центар за физиотерапија, а тоа е Костадин Петковски. Здраво, Коста, како Здраво. си? Добро, фала на прашање, вие како сте? Добро е, мило ми е што не приме тука кај тебе. Мене ми е мило вие што мене посетивте, да направите едно интервју со мене, народот и општо од Прилеп и од околината, да се запознае со тоа што јас работам. Така, кажи ни во кратки црти, кој е Коста, што работиш, како поминува твојот живот, еден ден твој? Па, јас сум дипломиран физиотерапевт, имам завршено 4-годишно средно образование овде во Прилеп, одсек физиотерапевт. После тоа моите студии ги имам продолжено во Скопје, исто одсек физиотерапија. Имам дипломирано 2022 година, но не застанав тука. Значи, јас продолжив се напред да одам и само да се надоградувам, бидејќи секој целиме да бидеме до врвот. Точно, да. Така, првим што завршив после мојот факултет беше акупунктурата. Почнав да применувам акупунктурата, техника што се применуваат игли, почнав да ги применувам и во терапиите на моите пациенти. Следно после тоа беше киропрактиката. Ја научив од еден изврсен професор. Исто ја вградив во секојдневните терапии. Гледам дека нештото функционира и пациентите имаат подобрување. После тоа продолжив со миофасцијални техники и тие ги вклучив во моите терапии. Имам завршено исто електроакупунктура. Не знам, можда нешто. Значи многу вештини. Да. Кажи ми како поминува еден твој ден, како се справуваш со стресот на работата, дали имаш некои комплексни случаеви? Некогаш моите денови се претежно исполнети. Значи почнувам многу рано на сабањето работа, ама завршувам многу касно. Пред се, јас се сакам професијата и уживам во неја, сакам да му помагам на народот. Значи, едноставно сакам работата со луѓе, некогаш е тензична, среќава со најразлични проблематики, некои пациенти се полесни во полесна клиничка слика, некои пациенти се со многу потешка клиничка слика, но едноставно одиме од чекор во чекор со нови предизвици. Секој нов пациент е за мене нов предизвик и ново искуство и секој се трудам максимумот од мене што да го дадам за да излечиме што можам најдобро во терапијата и да излечиме од самиот пациент. Така, како го следиш ти прогресот на подобрување кај пациентите? Па пред се, значи го следам кога ќе дојде пациентот кај мене во ординација, значи носи соодветна документација ако има претходно се што има, значи прегледувам и почнуваат на различни тестови. Значи пациентот го гледам како една единка, значи додека не ги направам сите соодветни тестови што ми требаат, не почнувам со терапија. Со тоа што запишувам и знам како сме почнале и како ќе завршиме, да видам дали има прогрес или нема. Значи, сум ги почнал тестовите, гледам после третиот ден до кај сме стигнати. Ако оди нештото на нагорна линија, значи сме направил пат, ако не треба нешто да сменам. Така, дали може да ни кажеш некој збор-два за киропрактиката, колку е таа безбедна, дали секој човек може да ја употребува? Киропрактиката спаѓа во алтернативна медицинска практика, значи таа се фокусира на диагноза, третман и превенција од настанување на механички повреди на мускулно-скелетниот систем. Основно правило за киропрактиката е тоа што ако се правилно наместени зглоб со зглоб претежно на самиот работен столб или останатите зглобори, на самото тело му дозволуваме да се самоизлечи без медикаментозна терапија и хируршки интервенции. Така, баш тоа сакав да те прашам, извини, дали таа може да се комбинира и со други третмани? Киропрактиката, значи може да, јас лично ја комбинирам со други третмани, претежно мануелни техники, акупунктурата и електротерапијата, но се зависи од пациентот, односно што сум замислил да се прави за нештото. Така. Кои се твои омилени третмани за болка или за рехабилитација? Киропрактиката. Киропрактиката. Да, киропрактиката, ама
и други. Значи уживам јас пак ќе се навратам, уживам во работата. Како број 1 ја изварувам киропрактиката, тука се после неја акупунктурата и мануелните техники, електротерапијата. Така. Коста, ти благодарам многу за твојата гостопримливост, за тоа што не повика тука и за тоа што народот може сега да слушне каде да се обрати доколку некој има мака. Ви благодарам и вас многу, мило ми беше што ме одбравте мене да направиме интервју. Имам до сега, значи многу пациенти. Се надевам дека така ќе продолжам со таа енергија. Може во блиска иднина и би се проширил, но здраве Боже, ќе видиме нештото како би одело. Така, ти благодариме, Коста. Ви благодарам и вас. А вие, почитувани гледачи, доколку имате некој проблем, сега знаете каде да се обратите во Физио Петковски кај Коста. Благодарам.